Поделба на песните според бројот на гласови. Песните се делат главно на едногласни и двогласни. Едногласното пеење може да се изведува од машки или женски состав, или пак од мешан кој е појавен во поново време. Овој тип на пеење е најтипичен за песните кои се поврзани со циклусот на раѓање, свадба или смрт. Бордонскиот тип на пеење е потипично од едногласието. Оваа традиција настанала во времето на паганската историја и претрпела многу измени под влијание на други народи и со прифаќањето на христијанската религија кај словените. Овој тип на пеење го изведувале само мажи или само жени. Првиот глас ја пее главната мелодија, а другиот го пее најчесто финалниот тон. И двата гласа пеат со ист текст, а ретко се сретнува вториот глас да пее без текст, тоест на вокалот А или Е. Ова се сретнува во дурачка река. Бордонскиот тип на пеење е покарактеристичен за жените. Машкото пеење од овој тип се сретнува во долни полог и кочанско поле. Во градските средини, двогласното пеење е во паралелни движења на терци или октави. Трогласното пеење е специфично за македонската територија и се забележува во Костур. Едниот глас е водечки, еден е имитирачки и еден е бордон. Овој тип на пеење е создаден под влијание на албанските тоски и на власите.